Ова се македончињата од големо острени кои научија да читаат, а пополеќе да пишуваат на мајчин јазик. По укинувањето на македонските училишта во областа Голо Брдо пред 6 децении, овдека наставата се изведува само на албански наставен јазик. Сега за прв пат се случува тие да учат македонска азбука, правопис, култура на курсот што го спроведува македонската партија. Ме радува денес што и гледам среќни многу граѓаните на Голо Брдо, што по 60 години го учат македонски јазик и писмо и печатните букви и ракописно. Барање децата да го изучуваат македонскиот јазик има од родителите. Челирим Толја има 4 дечиња, 3 од нив се меѓу оние кои веќе ги научиле буквите и читаат на македонски. А сите тие се пресреќни, во еден здив кажуваат што учат, што научиле. Оти дома го збориме мајчински јазик. Ако го збориме, треба да го научиме да пишат и да читат. Учиме буквите, да пеаме, да учиме да пишуваме све што. А дома како зборувате? Дома зборуваме ние македонско. Че свекој сега нека знае дека прва че сум јас. Звонче звони, а јас брзам на прчас. Свекој книга да си земе, дури има уште време. Да не лута, да не скита, нека седне да прочита. Жировница пуста останала, зар за мене невеста немала. Се това го реализира македонската партија во соработка со граѓанската иницијатива Не има прилеп, а со финансиска поддршка на Европската унија. Во областа Голо Брдо и во Гора не се изучува македонскиот јазик и затоа ние и правиме како партија првите напори со отворање на курсови по македонски јазик, па после поднесуваме барање до владата, до институциите, до Министерството за образование. Има за цел да сите оние што ги имаат изворно македонскиот јазик си го зачуваат, да можат да го читаат, пишуваат, значи да си ги зачуваат основните културни вредности. Постои голем интерес за отпочнување вакви курсеви во другите села, вели Едмонд Османи. Набрзо македонската азбука ќе учат децата уште од 5 до 6 села во Голо Брдо.